мораме да издвоиме која ќе ни биде проектната задача. Дали ќе се задоволиме само со санација на мостот и ќе остане со профилот кој што сега го има, или ќе се бара проширување. Еве, општина кажаа дека бараат проширување, ако се бара проширување, тоа што треба да се направи анализа. Сакав како стручен да ве прашам дали трпи овој мост реконструкција, веројатно има. Значи, проширување не сум убеден дека ќе помине со мали зафати, ќе треба сигурно да се зајакнат столбовите, кои во овој случај се и колови, односно и темели, истовремено. Според мене таков зафат би навистина би барал повеќе средства и треба се процени сега дали тоа произлегува од навистина реални потреби или не. Ако поминуваат возила како што поминуваат во сега овој период додека сме ние, не гледам некоја голема причина за проширување. Но во секој случај за обезбедување на негова доволна носивост, да. Бидејќи во други проекти каде што ги оценувате безбедноста на мостовите, ги рангирате со оценка од 1 до 5, на овој мост каква оценка ви му даде со оглед на тоа што е пукнат само, односно скршен само еден столб? Да, еден, ама дали тоа го прави вреден, апсолутно ризичен и може да падне во секој момент? Да, го прави ризичен, иако е оштетен само еден конструктивен елемент. Оценувањето кај мостовите е обратно од оценувањето во училиште, петката е најлоша оценка, единицата е најдобра. Ова е петка, значи, чиста петка? Па, тука негде меѓу 4 и 5 на 4. 5 на 4. Затоа што е оштетен еден од столбовите, меѓутоа столбот има сериозна улога во конструкцијата. Негово оштетување може да доведе до уривање на дел или можеби на цела конструкција. Оттаму би влегол во групата на ризични мостови каде што треба веднаш да се реагира.